Софија Беслимовски, студии по новинарство, 2 година. Јас сум девојка. Да не речам жена. Биолошки сум жена, во години девојка, емотивно збунета. Што да правам? Тоа ми е судбина. Така ми било пишано. Така ме создал Господ. Но не жалам поради тоа. Да се родам одново би одбрала да бидам именувана со заменката таа. Ми звучи убаво, мокно. Таа е моја девојка. Таа е моја жена. За мене е благослов што сум женско и за ништо на светов не би го менувала тоа. Во себе ова и нема ништо восхитувачки. Ние сме жени, вие сте мажи. Ние наведум живееме исти животи, работиме на исти работни позиции. Но зошто ти земаш поголема плата од мојата? Тебе ти испраќаат како представник на фирмата. Тебе те ставаат на значени функции, ти си маж, посилен, поискусен, а ние? Ние сами си го баравме. Сама си го барала, бидејќи беше влюбена. Сама си го барала, бидејќи беше провокативно облечена. Тогаш, дозволете ми, во име на нас, кои самите си го бараме, да ви се обратам вам, мажишта. Вие скриените зад екраните. Вие, кои пишувате коментари на Фейсбук и оставате мислења по женските форуми за тоа како ние треба да седиме дома. Седи си мадро, да не одиш модро е работава. Дали знаете како е да си жена во Македонија? Жена во 21. век, во кој сите права не се доделени, но и одземени во исто време. Еве вака. Ние сме оние кои шетаме со солзавци во ташните, поминувајќи неосветлената тесна уличка. Оти се плашиме да не бидеме нападнати. И да, носевме кратко здолништо со високи подпетици. Да си женско, значи секому да му се покажуваат нашите разголени фотографии, бидејќи му верувавме на оној кој вети дека нема да ги покаже никому. Да си женско, значи да си мајка, сопруга, работничка, домакинка, да се грижиш за домот, да ги чуваш децата, да работиш преку времена, да си му потпора на мажот ти, за на крајот да ти речат дека за ништо не ти бива. Ова не ви е доволно? Тогаш нека говорат фактите. Да си жена во Македонија, во држава на менструална сиромаштија, каде половина од испитаничките одговориле дека барем еднаш се нашле во ситуација да немаат пари да си купат производи за менструација, па импровизирале со крпи, хартии, весници. Одвратно е. Ви се гади? Тогаш да зборуваме за бременоста, или уште подобро, да зборуваме за жената на која ни крива ни должна и ги извадија матката, јајникот и бубрегот. Кутрата 3 години помина влечејќи се по судовите и барајќи правда за своите органи. И се уште јуначки се бори да го докаже тоа. Ако и од ова ви е непријатно, да преминеме на следниот чин. Тепана жена и држана од поранешниот сопруг. Истата онаа која се обиде да си ги исече вените, додека тој продолжил да ја тепа. Но ова народе не е ништо ново за нас, нели? Ништо чудно да си убие партнерката и сам да се предаде во полиција. Ништо чудно да си ја прободе жена му со нож пред децата. Ова е реалноста во Македонија. Замислете. Само година до 2 затворска казна за силување. Тогаш, ајде, жени, сплотете се. Покажете им на овие мажи што значи машкоста. Кажете им дека нашата идеологија за феминизмот не е само денот на жената. Таа ги спојува и мажите и жените. Кажете им дека ние сме многу повеќе од лузните на стомакот при царскиот рез. Ние сме многу повеќе од стриите на задникот и бутовите од диетите кои ни исцрпуваат. Ние сме силни жени и девојки. А вам, мажишта, ви посакувам да ја сакате и да ја љубите жената онака како што таа заслужува. Бидејќи и вие сте донесени на овој свет од жена. А секоја една жена треба да ја гледате како ваша мајка. Затоа ценете ги, бидејќи што ќе правевте ако светов беше направен од жена? Кому ќе му се молевте ако Господ беше жена?